на сите, почитувани колеги, почитувани колеги от общинската администрация, почитувани суграѓани од медиумите, ја свикувам 13-та редовна седница на Советот на општина ДНК. За работа на оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за донесување на измена на детален урбанистички план за дело Дух Попова Кула, Катарска општина Демеркапија. Точка број 2. Предлог одлука за давање на право користење на недвижна ствар, деловен простор. Точка број 3. Предлог одлука за прифаќање на донација, опрема за детски парк. Точка број 4. Решение за формирање комисија за доделување награди и признание. Точка број 5. Предлог решение за давање согласност за формирање на групи со поголем број деца во градинка Борис Трајковски ДНК за учебната 22-23 година. Точка број 6. Предлог решение за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици во општинско основно училиште Димчо Ангелов Габор Демеркапија во учебната 22-23 година. Точка број 7. Предлог заклучок усвојување на годишен извештај за работата и постигнатите резултати на општинско основно училиште Димчо Ангелов Габор Демеркапија во учебната 21-22 година. Точка број 8. Предлог заклучок за усвојување на годишна програма за работа на јавна установа детска градинка Борис Трајковски Демеркапија за учебната 22-23 година. Точка број 9. Заклучок за усвојување на годишен извештај за работата на градинка Борис Трајковски Демеркапија за 21-22 година. Точка број 10. Разгледување на барање на физички и правни лица. И точка број 11. Советнички прашања. Дали некој бара збор во однос на дневниот ред? Никој не бара збор. Предлог давам јас да ги споиме точките од детската градинка и точките од основното училиште за образлагачите да бидат без пауза на собранието седница. Што значи дека предлогот е точка број 8 и 9 да следуват после точка број 5, што значи дека 6 и 7 да облагаме ќе бидат 8 и 9. Дали некој бара збор, односно да кажем, да гласаме? Може само да се дозволи измена во текот на разгледувањето на точките, за него поместувате работодателот и само да дозволите редоследно да помине таа точка. Да, јас ги читам оригинално точките. Да се биде од кој број? Само редоследно? Редоследно да се даде предност да се разгледува пред другата. Да, оригинално ги читаме редните бројчиња, само што редоследот се изменя. Измена во редоследот на Точка број 8 и 9 и ги читаме веднаш после точката број 5. Потоа одиме со кој за? Гласаме? Едногласно 9 за. Измена редоследот на точките како предлог. Пред да преминеме на дневниот ред, предлагам да гласаме за усвојување на записникот од одржаната 12-та седница на Советот на општина Демеркапија. Дали некој бара збор? Никој не бара збор. Предлагам да гласаме за усвојување на записникот. Кој е за? 9 гласови за, 1 глас. Се усвојува. Да преминеме на дневниот ред. Точка број 1. Предлог одлука за донесување на измена на детален урбанистички план за делот Дух Попова Кула, Демеркапија, општина Демеркапија. Предлагам да добием образложение од сектор за урбанизам од општина Демеркапија.
финиш. Само финиш. Добър ден. Подреден брой 1, точка. Преглед одлука за засилване на измена на детален урбанистически план за Бела Попова Кула, Кала Демеркапия, община Демеркапия. Поведен господин. Добър ден. От страна на инвеститорът винария Попова Кула, покрената беше инициатива за измена на детален урбанистически план за Бела Попова Кула. Значи, в текът на поставката се появила някои корекции, тия се отстранете, добили се всички позитивни мисления. Имаше явна анкета, добили съгласност от Министерството за транспортни връзки и според закон за публично планиране, после съгласността добиена от страна на Министерството за транспортни връзки, потребно е на словето да биде разгледана нова точка и да се проверят в тази болест. Измените стануват само в отдел, къде ще е винария Попова Кула и къде ще се прави прецелация на градено ръце. Кой ще му се в корист на винария Попова Кула. Значи това кино е потребно да видим разлик на ниво. Благодаря. Дали някой от колегите съветници имат прашени? Значи, за да поясним и за явността, Попова Кула е граден парк с фотоволтаици за собствени потреби или за продаване. Претежно се за собствени потреби. Никой не има разговор. Бидейки никой не има разговор, предлагам да гласуваме по точката по пореден брой 1. Кой е за? 5 гласови за, против, въздържани. Точката се усвоила. Точка пореден брой 2 от дневния ред. Предлог отлука за даване на трайно користене на недвижимостта деловен простор. Моля от общинската администрация възложение. Да, предходно, значи община Демеркапия имаше вземено под закуп два обекти деловни преку Агенцията за стопанисване и состанален деловен простор. Това беа обектите кои што беа продолжение на общинската зграда, предходниот простор што го има. И во дел од тој простор беше сместена и подрачната канцеларија на матична служба. Меѓутоа, со завршувањето на договорите, ние не побарахме продолжување на истите, од причина што општината имаш нови простори и се преместивме во новиот простор, а останатиот простор остана слободен. И во разговор со подрачната канцеларија го понудивме доколку сакаат, значи да го користат тој простор, да не плаќаат кирија. И те се согласија, па така, бидејќи тој објект, стариот, значи општински простор, е поделен по имотен лист како на два делови простори. Едниот дел кај што е градоначалникот со советот го даваме на користење на матичната служба, со може да се го доуредат тој кај советот, за да може таму да се случуваат браковите, да не постои цело време потреба тука во сабата да се отклучува и да се на тој начин олесни нивната работа. Благодаря. Да, некој од съветниците на разговор. Александър, се извинувам, само тој дел што беше градоначалник и самата за собственост. Да, тој дел, тие се уште не дадени. Да, тој дел е поделен на два како објекти. Мислам, предходно беа физички одделени, меѓутоа после реновирањето се споија двата и
кои имате листа, така и го делиме на 77 квадрата и 76 квадрата. Значи го даваме делот само кај што е до влезот на другиот нели. Значи не цело. Не цело, не. Благодарам, дали ќе друг разговор? Никто не ба разговор, предлагам да гласаме. Точка е подреден број 2, предлог одлука за давање на трајно користење на недвижен ствар деловен простор. Кој е за? 9 гласови за, едногласно точка се усвои. Значи ние напоменав дека тука они ќе имаат обврска, значи не плаќаат на доместок, меѓутоа ќе имаат обврска да се плаќаат на доместок за струја и комунални, значи трошоци тековно одржување. По самата одлука тоа наведено. Тие двете простори се собственост на општината. Да, тој цел простор од 100 и нешто 150 некаде квадрати е собственост на општина Демеркапија. Се чува простори за друго подрачје. Па да, тој физички постои можност да дадат на користење на други за тоа што другата стаја има уште една врата. И да, за може други да подрачја кои одржуваат. Да. Таму има уште 3 канцеларии. Што имаш за да го Да. Благодарам, Тони. Продолжуваме по дневниот ред, точка подреден број 3, предлог одлука за прифаќање на донација опрема за детски парк. Значи, од страна на Државна видеолотарија на Македонија, до општина Демеркапија беше доставено барење за реализација на донација за уредување на јавна површина за детски парк во Демеркапија. Ова нивна иницијатива беше што 2021 година, меѓутоа тогаш на Советот не беше донесена одлука, туку со известување од градоначалникот беше доставено до нив дека се прифаќа таа донација, меѓутоа ОТАК е повторно доставија барење со со тоа што побара истото да биде разгледувано на Совет и да биде донесена одлука дали се прифаќа таа донација за да може да ја достават. Инаку донацијата, како што е наведено во самата одлука, се состои од детски реквизити, нели? Пирамиди од челични конструкции, значи луашки и други, значи реквизити за опремување на детски парк. Како што не знам, мислам дека барењето ви го копирав и претходно ви е пуштено во материјалот, е наведено дека уредување на јавна површина детски парк во град Демеркапија, чиј плански опфат се наоѓа на катастарска парцела 2024. Предходно беше спомнато дека тој дел би бил кај игралиштето што е во паркот. Некаде во близина до самото игралиште. Да, новиот парк тука кај Бошач. Да. Благодарам. Дали некој од колеги советници сака да каже нешто? Не, никој. Так. Предлагам да преминеме на гласање. Точка подреден број 3, предлог за прифаќање на донација опрема за детски парк. Кој е за? 9 гласови за, едногласно точка се усвои. Дневен ред, точка број 4, предлог решение за формирање комисија за делување на награди и признања. Како председател на комисијата за верификација и мандатни прашања, вчера имавме седница и требаше да се предложи комисија за делување на награди и признања кои што би биле доделувани за денот на општина. Пред се и по потреба, ако има потреба во некои други термини. Бидејќи ние се водиме по некои непишени интерни правила, комисијата формирана од 5 члена, исто колку што брои комисијата за мандатни прашања и верификација, предлог до Советот комисијата за мандатни прашања предложи да биде сосема истата комисија како комисијата за верификација и мандатни прашања. А таа е Зоран Стојанов, Панча Лазаров, Елизавета Петрова, Евка Русинов и Ано Крстевски. 5 члена комисија, каде што како предлог за председател предложен Зоран Стојанов како најискусен од Советот од
правен состав. Дали некои од советниците има збор по прашање предлог печена комисија за добивање на награди и признања, идентично како комисијата за верификација и мандатно прашање. Никој не бара збор, предлагам да гласам. Точка подреден број 4, предлог решение за формирање комисија за добивање на награди и признања. Зоран Стојанов, Панчо Лазаров, Елизавета Петрова, Рек Русинов и Јанко Крстевски. Кој е за? Едногласно, точката се усвојува. Преминуваме на детска градинка Борис Трајковски. Можеме Зофи да се даде знак на Зови. Точка подреден број 5, предлог решение за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во детската градинка Борис Трајковски од Лекапија, учебната 2022-2023 година. Точки, обврзани по редослед. Точката подреден број 5 гласи предлог решение за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во детската градинка Борис Трајковски од Лекапија во учебната 2022-2023 година. Уверено. Значи, барање за давање согласност за зголемување на групи со поголем број на деца во детска градинка Борис Трајковски од Лекапија. Врз основа на одлука донесена од управен одбор за давање согласност за зголемување на групите во детската градинка. Детската градинка Борис Трајковски достави барање со советот општина Демир Капија за давање на согласност за зголемување на групи, и тоа барањето се однесува за зголемување на следните групи: воспитна група од 2 години, една група зголемување на број на деца од 3 или вкупно 15 деца, комбинирана група 2 групи, деца од 1 година до поаѓање на училиште, зголемување на број на деца за 5 или вкупно 25 деца, хетерогена група 1 за деца од 2 години до поаѓање на училиште, зголемување на број на деца за 5 или вкупно 25 деца, воспитна група од над 4 до 5 годишна возраст една група, зголемување на број на деца за 5 или вкупно 25 деца, и предшколска група 1 група, деца од 5 до 6 годишна возраст, зголемување на број на деца за 5 или вкупно 30 деца. Тоа е. Благодаря, директоре. Дали некој од советниците бара збор по основна точка? Никој не бара збор. Предлагам да гласаме. Точка подреден број 5. Предлог решение за давање согласност за формирање на групи со поголем број на деца во детската градинка Борис Трајковски од Лекапија за учебната 2022-2023 година. Едногласно, 9 гласови за. Точката се усвојува. Преминуваме на точката подреден број 8 во дневниот ред, предлог заклучок за усвојување на годишната програма за работа на детската градинка Борис Трајковски од Лекапија за учебната 2022-2023 година. Кој е директор за програма? Годишната програма на детската градинка Борис Трајковски за 2022-2023 со одлука на управен одбор на детската градинка се донесен годишната програма за работа под број 0286/5 од 7.9.2022 година. Детската градинка ќе работи по програмата за рано учење и развој, базирана на стандардите за рано учење и развој, кои следи современите трендови во развојот на теоријата и практиката на предучилишното воспитание и образование. Во таа смисла, согласно со развојните и индивидуалните постигнувања на децата, планираните содржини ќе бидат планирани и реализирани во согласност со развојните потреби на децата. Годишната програма на детската градинка содржински е составена од 7 точки и 24 подточки, во кои се офатени сите сегменти од планираната реализација на програмата, која треба да се реализира во учебната 2022-2023 година. Годишната програма и како нели годишните изводи ще достават до сите советници на разгледување
22 значи има наставено колко европейските празници на християните, светото буквално, значи колко се запознаваме, толкова се почтуваме. За поздно сте ставили и Рамазан. Значи, тази страна се толкова стара полка, че са нека не може ците. Но едно дело, че там имате другите неща. Не е спорно нищо, но в новата програма не е. В новата програма има наставено водици, има наставено Божик, има наставено Велики, всички тия са гръцки, не са национални празници. А в новата програма нямате Рамазан. И покрай това ще е държавно. Значи може да е самата програма, да, изпущено да речем. Не значи това дека, например, и самата програма или некои работи, што не се планирани, дека не се реализира. Значи, може да е технички изпущено това, да речем. Може да се не. Да. Не е спорно. Значи, във всеки случай... Не мора по центъра. Да. Във всеки случай ние ги гледаме тези работи, заказваме, например, да се празниците, мислям дека окорешници имат ден от джумията, имат постоянно си тези работи. Тук не е спорно. Сега, да, може би тук не е ставено, може и технически проблем, да речем, да. Ами във всеки случай, значи, и много други работи, що може не се ставени програмата, може да се реализират. Ради това, защото тековно изпадат много други работи, защото ни се плюс. Значи не може да и баш и се да предвидим нещо. А не значи дека не, може да е изпущено, а не значи дека няма това да се... Може би нещо не е да, не, инако дека нещо не би се реализирало, сигурно би се реализирало, особено ради това, що градинка е окорешница, сигурно на тия празник не е. Има и много други работи, не само празници, други активности, що и това и те конкретно сега да речем, днес са бе убило Мария, после новинария. Предходна ден бе музей, ден на там нещо имаше, някаква посета. Значи това не е ставено. Теково не е изхвърнало и, например, да правим така, да това е... Не е спорно, дека няма да се посети, само може да е изпущено от самата програма. Да. Дали някой друг това разговор? Може да предложим заклучок да се изменят с предходните измени на програмата. Да се вметат. Да се направи сега да... Има и други националки, не верски, че не беше превела нация, друга нация си. Ние пасаме само да кажем, това е листата, значи тръпа промени. Не значи дека нема, значи се е наслушало нещо от него. Може да речем, бързани може някаква технична грешка да има от букви, пример. Ама това не значи дека нещо толкова страшно. Ради това, що всекато се реализира, да. По-полезно е, значи 6 Не е спорно, не е спорно. И сега да ги спегнеш на них. Да. Не славиш водици, не славиш води, не славиш Божия, рамо за голяма. Значи, ласта година, предходна година, например, идея така. Не сакам да ти кажам дека ние го реализираме това, а сега, може да се грешка, защото ни турим самата програма, а то не значи дека няма да се реализира. Значи сега, там ние гледаме що повече да имаме такви активности, или посети, кай можем, що можем повече да се реализира. Да. Нема нива година да се ставаме, че всеко само ще може да речем, че може не е ставено в самата програма. Не, вие ги спомнахте, съображението значи нямаше да кажем. Добро, да. Аз да посетам като родител на младежа там, значи, да се знаеш како не мора да явно. И много работи, например, моментално ги планираме. Значи не можеш ти да знаеш от текста на цял ден, що би случило, как би случило. Сега има някой настър, че играем на 5 и мислям дека... Прекокумано се организират на 5 настър, ще участвуваме. Това го няма тук, да, но това сега изпаднало, да, защо да не е. Така да не е това. Како пред самата дата, че забележките от съветните да си надопълнат по програмата да се имплементира в държавата. Точно. За да се изрази директно, дека не е нещо според. Не, знаеш, мислям да знаете дека и сега реализират, но
география за учебната 2022-2023 година. Кой е за? 5 за, против, въздържани, 4 въздържани. Точката се усвои. Точка под реден брой 9. Предлог заключок за усвоюване на годишни извещи за работа на детската градинка Борис Трайковска демократия за учебната 21-22 година. Кой е директор? Годишни извеща за работа на детска градинка Борис Трайковски 21-22. Годишните извеща за работа под брой 0188-7 от 7.9.2022 година. Отбора на управен отбор за донесуване на годишни извеща за работа 0286-4 от 7.9.2022 година. Изработката на годишните извеща за работа на детската градинка представя законска и изпитана обвързка на всеки останал за деца. Изработката и годишни извеща се презентира състоянието във връзка с организацията и реализацията на целокупната дейност на градинката, както и организира вид издвижване и възпитание на детска от предучилищна възраст. По сами годишни извеща от съдържанието се наведени 12 точки, в кои по-дълго извеща се подетелно опишани. Годишните извещи като годишна програма е достъпна до сите съответници на разгледуване и иска за годишните извеща. Доколко има прашени връзка с съдържанието, може да се поставя. Благодаря, директор. Дали някой два разбор? Никой не има разбор. Предлагам да гласуваме по точката в реден брой 9 предлог заключок за усвоюване на годишни извещи за работа на детската градинка Борис Трайковска демократия за 2022 година. Кой е за? 5 за, против, въздържани, 4 въздържани. Точката се усвои. Благодаря, директор. Предлагам за предложените дневния ред са от точката по реден брой 6 предлог решение за даване с областност за формиране на паралелки с по-малък брой ученици в общосколското училище Димчо Ангелов Градов в Демократия учебната 2022-2023 година. Решение за даване съгласност за формиране на паралелки с по-малък брой ученици в основно общинско училище Димчо Ангелов Градов в Демократия в учебната 2022-2023 година. Помощта законска обвръзка е доставена от вас како основач на Община Демократия е преглед от еден, во кој што ви се табеларно прикажани чистите паралелки кои што имаат помал број од предвидениот законски минимум, а тоа е помалку од 20 деца. Тоа е во прво оделение во Централното училиште имаме оформено 2 паралелки со вкупен број од 23 ученици. Значи, повторувам, по закон од 20 до 30 треба да бидат паралелки. Во второ оделение имаме една паралелка и таа исполнува законски минимум, затоа е овде празно. Трето оделение 2 паралелки со 29 ученици. Во четврто немаме паралелка која што е има помал број на ученици. Во петто е една со 18. Во седмо 2 паралелки со 34 ученици, 8 2 паралелки со 30 ученици и 9 2 паралелки со 35 ученици. Исто така и во подрачното училиште во село Корешница имаме 5 чисти паралелки и сите се со помалку од 20 деца. Прво оделение 6 ученици, второ оделение една паралелка со 11 ученици, во трето имаме 9 ученици, четврто 7 и во петто оделение вкупно 14 ученици. Значи ние треба да видиме согласност од основачот за формирање на овие паралелки. Благодаря, директорите. Дали некој од съветниците добави спор? Никой не има разбор. Следваме да гласаме. Точка по реден брой 6 предлог решение за даване съгласност за
Точка по гледа брой 7. Предлог заклучок усвојување на годишен извештај за работата и постигнатите резултати на Основно општинско училиште Димчан Милодарова Дирекапија за учебната 2021-2022 година. Поведете, директорки. Благодарам. Годишниот извештај за изминатата учебна година е составен најнапред од двоведен дел во кој што се дадени нели бројот на учебни денови кои што минатата година беа скратени, односно помалку за 20, беа реализирани вкупно 160 наставни денови поради нели продолжување на зимскиот распуст и генералниот штрајк на просветните работници. Потоа дадени се информации во врска со стартот на учебната година, бројната состојба на ученици, табеларно прикажана како за централното, така и за 4 подрачни училишта. Споредбена анализа на бројот на учениците, значи бројката варира во изминатите 3 години од 317 до 327 ученици. Минатата година сме завршили со 327 ученици, тука некаде сме и годинава според бројот. Потоа делот нели за успехот и поведението на учениците, оценувањето поделено по периоди со по нивоа од прво до трето одделение, потоа во вториот период од 4 до 6 одделение и среден успех на учениците од 7 до 9 одделение. Исто така и вкупно споредбени резултати за бројчано оценување, постигнат успех по одделенија во последните 4 учебни години се движи од 3,61 до средна оценка 3,83. Понатаму следува преглед на поведението и застаноците на учениците по одделенија, учеството на надпревари и постигнатите резултати. Имаме бројни награди како на општински, така и на регионални и државни надпревари. Значи, би споменала, имавме учество на регионален надпревар по француски, потоа обезбедивме класман на државниот надпревар по француски јазик, што одамна не е во случај во нашето училиште, што е за похвалба, исто така и на државниот надпревар по англиски јазик. Учениците се здобија со дипломи и на општински надпревар по географија обезбеден е пласман на регионален надпревар, каде што ученикот Даниел Захарчев постигна солиден резултат. Бројни спортски надпревари, награди на ликовната секција, како и секогаш тука се Пакомар, специјалната награда на конкурсот за народната култура како трајна инспирација на новото творештво и многу други. Понатаму во наставни активности и проекти во кои што нашето училиште е вклучено, како е веломрежата, интеграцијата на еколошкото образование во нашиот образовен систем и многу други активности во кои што нашите ученици беа вклучени, а се случуваа по обележувањето на значајни датуми и настани. И секако интерни ликовни литературни конкурси кои што се реализираат во различни поводи. И на крај свештата завршува со предлог за почетци. Мислам да сите ви беа доставени материјалите и што може да се графирате, а доколку имате некој прашање. Дали колеги советници моја збор? Може на посоветнички прашање. Ако се внесува за извештај, како сакате мене, не ми пречи, може и се. Не, една мала сугестија, значи за не мала критика, за последниот настан за учениците за Словенија што требаше да учествуват. Значи тоа е меѓународно настан и што треба малку спомена организација. Не за да искористиме. Следващото прашање има точка број 11 за Малко по-озбилно би те јас знам дека секој сака да се заштети. Приватно, да се кажа, школа сами се приватно учебно. Може да функционира, значи.
това е акция. Не, няма нищо тук, нали, скришно или да... За да камера. Колко се пращаме? Вие трябва да сте най-опасни, нали, Да за... се за това за по-доброто работим, значи не е мала работа, за да днес всички транспорт по-голема организация. За воидина малко по-добро. Знаем ли, що е работа, да се защеде средства, децата много да не ги коста, школата да не го... Разговаряхме ние вчера и на комисия, значи... Добронамерно, ако трябва помощ от други, това да се завърши както трябва. Разочарани на децата малко, за това ми е. Да, но не е наша вина, все пак и организаторът не ни окаже на тия някои нови регулативи. Не е организаторът. Организаторът не може да ти окажете, да ти дали имаш дозвол за международен ако има няколко документи, ще трябва, не е едноставно. Да се подобрят тия работи. Ето е за поздравование на съвместно детето, не само в Словения, да е Боже и за не по... Ние истото го направихме пред 3 години в Да не се Белград. префърва топ. В Белград на ист начин и нямахме никакъв проблем. Не е видел някой, значи някой не е видел. Тя някой видел дека нещо трябва и за това. Не е проблем. За година малко да гледаш и детството малко да ги реновим малко. Знаете, психически измъртварени. Ама то, аз ще кажем, знам, що е работа да се защеде. Това ги обясни за опит малко. Добре, утешно беше. Това е добре. Како мала критика и субjekти за нас. Коректно, че това трябва па и да видим на някой начин и гордишно нашето училище я доби тази покана да Това е оде. рекорд, дай Боже да има и за након повече покани. Значи сме направили место за някой пак да не покане, предходно учество. Така ще трябва и това да огледам. Цяло това ще се случи след на околности, не ли? Внимание е за повече лица, не е викно, не всякакви лица да барам у Божия той, али за воидина трябва много по-един да се задължи за той и момцето. Не е едноставно само деца. Значи и трябва да гледаш. За превозът има документи. Попратни ще трябва да ги има. Шоферът, автобусът, самите автобус трябва да има. Лиценза за върши на международен превоз. После това изкустването ми дали си нападне да организираме нещо лично. Трябва всички, защото всички страни, други институции ще се молим за помощ за накъм, ако трябва нещо. Това е. За да не се задържуваме директорите за... Добре, няма проблем, не ми пречи мене, не е нищо, що цакаме да го скрием или да го избегнем. Вчера бях доволни деца, нещо малко по-друго е. Да не друг разговор. Никой не е разговор. Предлагам да гласаме. Точка по време на 9. Предлагам заключно гласуване и годишни извещи за работа в детската градина. Точка по време на 7 се извинявам. Предлагам заключно за гласуване и годишни извещи за работа и постигнатите резултати на основно общинско училище Димчани в Белград и Хапия. Учебната година 21-22 година за 5 гласове за, против, въздържан, 3 точка да се изходи. Да. Благодаря на вас, директорите. Продължаваме. Пауза. Пауза. Общинската администрация пауза. Министрите няма потребно да въздържат.
Значи, на ден 29.9.2022 година комисията поддържа седмица, на която е разгледано няколко варене от различни правни лица. Сега ще ги представим варенето по предсловие с одобрение. Комисията разгледа варенето от Сдружение спортно рекреативен риболов на клуб Варна в Скопие и го зазема следния став. Значи, варенето го сметаме за неосновано и предлагаме истото да се отбори. Това естествено за Може това беше некој по-детално варење. да се обясни што се види това. Това беше варење што играло како пошта од Скопје, меѓутоа ние по разгледувањето земавме став дека исто треба да се сите ги имаме варење. Значи, мислам да не е положено многу. Предлагам да гласаме, значи комисията по одговарањето. Това не го гласа. За заклучок да им се постави. Кој е за? За да се odbije. Да се odbije. Едногласно. Следно беше барање од фудбалски клуб Младост, кој го префрламе за одлога за наредна седмица. Затоа што имаме некои предпоставки, исто така и бавно присутствуване на разгледач, тоа гласуваме телефонно. Тоа тргаме. Следно барање од црковен одбор село Бесица. Тие нели сега се го изгледа пред неколку месеци беше поставен камен за изгледа на црковен село Бесица и бараат однос на Целот на комисијата е да се одобрат 10.000 денари. Таки барања, кој е за? Едногласно. Барање од Сдружение спортни клуб Клисура. Бараат средства за одржување на метеоролошки фестивал. Меѓутоа, тие во тековната година имаме одобрено средства, тоа беше средства за одржување и организација на аутдор фестивал. Така да сметаме исто и ова одбарање, комисијата предлага да се одбие. Кој е за? Да се одбие. 8 за, едногласно. И последно барање од физичко лице Славица Величкова, од телевизија. Стана збор за мајка на физичко пречност. И комисијата предлага да се додели изnos од 6.000 денари. Кој е за? Едногласно. 8 за. Со тоа се скрпаме барање. Со ова го завршихме 10-та предпоследна точка од дневниот ред и останува уште последната 11-та точка со ветнички прашања. За жал, има условие да научаваното не е лично присутен. Предлагам како и някакъв пат да оставим прашања на видеозапис и да добиеме писмен одговор од страна на научаваното. Усвоен дневниот ред, не сме и сега да минуваме, само ако сакаме да прашаме нешто онлайн, ако не чуете си прашањето за нареден пат, кога продолжаваме че ние присутни. Дали некој има прашање? За нареден пат. За нареден пат, дали път вака пред дневниот ред, треба да знаеме дали гласуваме ќе биде присутен. Не беше сигурно. Со ова ги исцрпивме точките од дневниот ред на 13-та редовна седница на Совет точка на Община Капија и ја прогласувам седницата за